Драги браќи и сестри, добро утро. Нека и ова снежно утро да го посветиме на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, да го прославиме Неговото име, бидејќи Тој ни го подарува денот, Тој ни го подарува и снегот. И тоа е еден благослов за сите нас, може би за некоја препрека. За постарите сигурно не може да одат по снегот, па и за помладите може да се лизнат, да паднат, нели? Но во секој случај тоа е благослов за сите нас, како порано што велеа старите, снегот е подобар и од дождот. Снегот бавно се топи и сета вода влегува во земјата. Додека дождот кога заврне, нешто влезе во земјата, но нешто оди по патот. Но не само тоа. Снегот има и една библиска поука. А тоа е, Словото вели, ако вашите гревови се црвени, какви ќе станат? Бели како снег. И Бог ни го дава снегот да видиме што значи бело. Што значи нешто убаво, чисто. И друго нешто, ние гледаме дека снегот покрива се и ништо друго не се гледа. Словото вели, така вашите гревови ќе бидат очистени, покриени со крвта на Господ Исус Христос и Бог повеќе не ги гледа. Не се ни сеќава за нив. Ние мораме од тоа да се поучиме дека снегот и самиот снег, како што вели Словото, се зборува за славата Божја. Па и снегот зборува за тоа како Бог прави и што Бог прави со нас. И нека е слава на Него. Подобро е снег, отколку да има пожари, нели? Како што гледаме сега во Лос Анџелес тамо, какви пожари има, и тоа не е воопшто добро, а ние не може да се пожалиме од снегот. Тоа е нешто прекрасно. Нека за тоа да го славиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос и ќе почнеме со песната број 82, О чудна славна света ноќ. Amen.
Сега ќе биде прочитан псалмот број 98. Ќе замолам Вилка да излезе. Псалм број 98. Благодараме. А сега ќе ве замолам да се изправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова утро Твоите благослови не престануваат. Тоа што ние него ни запомислуваме, Ти ни даваш како благослови, Ти се грижиш за нас, Ти се грижиш и за природата, и ние знаеме дека од снегот и самата пшеница се заштитува, од студот, од снегот ние добиваме многу позитивни работи. И Господи, ние Ти благодариме за се тоа што Ти го даваш и се грижиш за нас. Господи, дај ни го и тој снег духовен кој ова утро ни е потребен, преку Твоето Слово, да можеме да бидеме исполнети, да бидеме охрабрени, бидејќи овој свет нуди само разочарување, овој свет не нуди иднина, овој свет нуди опасности и овој свет зборува за крај. И навистина има крај кога Ти ќе дојдеш, кога Ти ќе му судиш на овој свет, кога Ти ќе ги одделиш Твоите деца од сатонските деца. Господи, Ти нема да забавиш, Ти го знаеш времето, денот и моментот, бидејќи Ти го определуваш. Но ние Те молиме, Господи, да Ти не чуваш, да Ти не опазуваш, за да можеме, кога ќе дојдеш Ти, да застанеме пред Тебе, за да можеме со крената глава, да можеме да Те гледаме и да Те славиме, Господе. Затоа што Ти си наш татко, Ти си наш Бог. Ние во Тебе веруваме, на Тебе се надеваме и за Тебе живееме. Господе, прослави се и ова утро. Издигај се над се, Господе. И нека Твоето име се прославува во целиот свет. Секоја душа нека пее за Тебе и Те слави Тебе. Господе, Те молиме за тие кои не може да дојдат, тие кои што се стари, немоќни, болни, да Ти ги укрепиш, да Ти ги утешиш, тие кои што се далеко, но гледаат да Ти ги благословиш и таму, нека каде и да сме,
да го доживяваме Твоето присуство, Твоята сила, Твоят благослов. И Те молиме за нашиот народ и за нашата земја. Господе, Ти се погрижи, бидејќи само во Тебе е силата, само во Тебе е помошта. И нека е слава на Тебе во името на Исуса Христа. Амин. Сега како втора песна ќе испееме песната број 84. Радост за цел свет, слушајте. Песната број 84. Поздрав за сите вас кои сте најхрабри и не се предумисливте да дојдете иако снег врне. Но најхрабар беше нашиот брат Дејан кој од Муртино дојде да ни послужи со Божјото слово. Го поздравуваме и нека Бог го благослови и него и словото, преку тоа и нас и ние да бидеме благословени. Затоа ќе го замолам сега да излезе и да ни послужи со словото. Благодарам за поздравите и благодарен сум на Бога што ово утро тој овозможи да бидам овде со вас ова утро. Иако потешки услови на патот за возење, сепак Бог благоволи заедно да го славиме Божјото име,
да го читаме Неговото Слово и да си спомниме за тоа што Тој го има направено за сите нас. Воедно сакам да ви ги пренесам ви поздравите од нашата црква од Муртино. Синока, кога се слушнав со брат Ване и прашав за божикните богослужби, кои биле темите, кои текстови се зимени, па тој рече дека тие кои што се класичните од Матеј и Лука не биле тие текстови, па затоа по Божја волја и одлучив да биде на темата од Матеј 2 глава од 1 до 12 стих. Воедно таа ми беше и проповедта за божикната служба во Муртино и ќе размислуваме на темата дочекот на Богомладенецот. Некои од вас гледам дека се тука и во Муртино беа присутни, ја слушаа проповедта, да. Но сепак таму беше малку пократка верзија, заради тоа што имавме хорови, деца, понабиена програма, така да денес малку по-детално и по-добро ќе го разгледаме тој библиски текст или расказ, кој што Матеј од своја гледна точка го опишува раѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нека да го слушнеме овој библиски текст. Внимавајте во вашите Библии, Матеј 2 глава од 1 до 12 стих. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го чу тоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. И кога ги собра сите преосвещеници и книжници од народот, ги праша: каде треба да се роди Христос? А тие му одговорија: во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот: и ти, Витлееме, земјо Јудина, по ништо не си помал меѓу војводствата Јудини, зашто од тебе ќе излезе водач, што ќе го пасе мојот народ Израел. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив за времето кога се појавила звездата. Па испраќајќи ги во Витлеем им рече: одете и распрашајте се добро за младенецот, и штом ќе го најдете, јавете ми за да одам и јас да му се поклонам. Тие откако го изслушаа царот, си заминаа. И ете, звездата што ја беа виделе на исток врвеше пред нив, додека не пристигна и се запре над местото каде што беше младенецот. А кога ја видоат звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. И штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. И откако примија предупредување на сон, не се вратија веќе кај Ирод, туку си заминаа по друг пат за својата земја. Амин. Божикниот период полека заминува и на некои можеби веќе светилките се кренати, тука гледам се уште стојат и звездата уште стои, така да таа божикна атмосфера полека заминува со божикни песни, звуци кои што се типични само за божикниот период и така натаму. Но нека да видиме како изгледа оригиналниот настан. Што се тоа всушност случило за да може повеќе од 2000 години да се прославува Исусовото раѓање, да се воспостави празник Божик, кој што е за чест на Исусовото раѓање, нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Денешниот настан, односно текстот кој што го прочитавме, почнува со мудреците.
И во првиот стих се опишува, велија, кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојда во Ерусалим мудреци од исток. Така почнува расказот. Мудреци кои што го бараат богомладенецот за да му се поклонат. Значи гледаме една потрага. Барање, каде што покасно се вклучува и самиот цар Ирод во тоа барање, кога мудреците го бараат. Демек тој сака да му се поклони на Исус Христос, но сите знаеме дека целта му беше да го убие. И ние забележуваме како мудреците се водени од една звезда, која што ги води до Ерусалим. Кои се мудреците? Тие се астролози кои што ги познавали и ги проучувале небесните тела и знаеле дека има една звезда која што малку по-различно сјае, за разлика од другите звезди. И тие тргнуваат на пат, се толкува дека биле и свештеници некои во незнабожичките народи, тргнуваат некаде таму од далечниот Вавилон, па се до Ерусалим, од прилика се толкува дека треба да пропатуваат околу 1000 километри. Е сега, во христијанството познато е дека тие биле тројца, меѓутоа в словото никаде не е запишено дека биле тројца. Во тешки услови, во тогашни услови, опасни предели, планини, пустини, да патуваат тројца луѓе било скоро незамисливо. Сигурно се толкува дека била цела поворка. Можеби само тројца отишле кај Исус да му се поклонат, затоа што спомнато е злато, ливан и смирна, 3 нешта. Тие се толкувања, но како и да е, тоа кој што словото ни го кажува и можеме да земеме поука, вели дека се водени од звезда. Водилка. И едно нешто кое што го откриваме во словото, а не ни е запишано, значи читајќи го откриваме, дека звездата првично ги води до Ерусалим. Тие стигаат во Ерусалим и звездата ја снемува, исчезнува. И кога тие стигнуваат во Ерусалим, се распрашуваат, почнуваат да прашуваат помеѓу луѓето, помеѓу народот, каде е новороденецот, царот јудејски кој што се роди, го бараме, сакаме да му се поклониме. Стигнува тој глас до царот Ирод и се загрижува, се вознемирува царот Ирод и ги повикува старешините, првосвештениците да дојдат, кажете каде треба според списите да се роди, кој е тој цар јудејски. И тие ги земаат списите, кажуваат, пророкувано е, пророците рекле дека треба да се роди во Витлеем јудејски. И царот ги повикува мудреците и така учтиво на еден убав начин им вели, пророкувано е дека треба да се роди во Витлеем јудејски, одете, најдете го каде е и дојдете, кажете ми, информирајте ме, за да отидам и јас да му се, демек, поклони. И од Словото Божјо дознаваме во 9 стих, кај што вели, тие откако го изслушаа царот, си замина и ете звездата што ја беа виделе на исток, врвеше пред нив. Пак се појавува звездата и пак ги води сега пак од Ерусалим до Витлеем. И од овој дел ние можеме да извлечеме две поуки, браќа и сестри. Првата поука е дека Бог ги искористува мудреците еден вид како гласници во главниот град, во престолнината на Ерусалим, дека дојдене Месијата, кој што го чекавте толку долго време, тој се роди. Се исполни ветувањето кој што Бог го даде. Едни мудреци кои што доаѓаат од друг народ, Бог ги искористува за да ја нагласи својата порака, својата цел до луѓето.
до израелците. И втората поука, или идеја, порака, која што ни е од Библијата, од овој дел, ни е дека Бог, кога има задача за тебе, тој ти дава и водство. На еден начин Бог тој им го беше и задолжил на мудреците, додат тие да го направат тоа и да му се поклонат. И Бог им дава водство. Звезда која што ги води. Сега има во еден момент кога звездата ја снемува и тие мора да прашуваат. Каде е богомладенецот? Каде е младенецот? Каде се родил? И ние од тоа гледаме како мудреците веднаш не се разочаруваат. Може тие да кажат, ајде ќе се вратиме назад, ја нема веќе звездата, каде ќе лутиме, но тие продолжуваат и понатаму прашуваат, дознаваат дека е во Витлеем, се упатуваат кон Витлеем и Бог пак им ја дава звездата. Така и ние често пати, дали Бог ќе ти даде некоја одредена задача во животот кој што треба да ја направиш за Негова слава. Ако чувствуваш дека Бог те повикува за нешто, тргни, направи го тоа. Бог ќе ти даде водство. Дури гледаме и во расказот Лука, кога раскажува, и на пастирите им е даден знак. Велја, ова ќе ви биде знак, ќе најдете младенец повиен во јасли. Во тогашно време првороденците не ги повивале во јасли. И јасно е кажано во Лука, тоа ќе ви биде знак. Така да и ние денес, може би се наоѓаме во некоја тешка животна ситуација, искушенија, маки, проблеми во животот, како фамилиарно. Бог дава водство. Дали ќе биде звезда, дали ќе биде знак некој или нешто друго. Бог води и управува. И наше ние да не се повлекуваме, да не се разочаруваме, но да продолжиме понатаму, знаејќи дека Бог не води верно. Понатаму во Словото Божјо ние забележуваме 3 начини на дочек. Се роди богомладенецот, како е пречекан од жителите на земјата, од јудејците, од својот народ и од сите други луѓе. 3 начини. Првиот начин на дочек го покажуваат мудреците и од него можеме да земаме најголем пример за и нас денес. Мудреците зошто го бараат Исус Христос? Прво и најчесто спомнувано во овој текст е за да му се поклонат. Така е запишено во Словото Божјо. Ајде да размислиме малку на овој дел, на овој начин, како тие му се поклонуваат на Исус Христос. Ако ние би се ставиле на нивно место, дали би се поклониле на бебе? Дали некој бебе би го сметале за цар? Логички, човечки, размислувано, бебе, кој ќе постави, кој ќе помаза за цар бебе? Каква власт има, каква сила има некој бебе за ние да ни даде нешто стимул, повод ние да му се поклониме? Човек, било кој да му се поклони. Ако не погледнеш во тоа бебе нешто поразлично, дека тоа не е обично бебе. Ние обично човечкото размислување е дека кога се оди кај цар, треба да го пресретнеш, да го видиш во раскошна облека, со слуги околу себе си, војници, стражари, да отидеш и да му се поклониш. Но мудреците кон тоа бебе погледнаа како на Бог, на Спасител кој што се отелотвори. Тие веќе знаеа дека тоа е друга личност. Дури пак најчовечкото размислување без духовна примеса се толкува дека и другите народи, кога во некој друг народ се роди
некое дете кој што загарантирано му е во иднина власта, одели и му се поклонували. Знаеле дека еден ден тој ќе биде наследникот на неговиот татко. Така да, многу е важно и ние да погледнеме на Исус Христос како на Бог, како на Спасител, за да можеме да му се поклониме. Не смееме да го помешаме Исус Христос со сите други. Тој можеше да биде помешен со многу други бебиња во Витлеем, бидејќи во тогашно време Витлеем беше полн заради пописот кој што се правеше. И сите се враќаат да се попишат. Исус мора да биде, препознаен, одвоен од сите други личности. Тоа е идејата, тоа е пораката кој што можеме да ја земеме од овој дел на текстот. Второто нешто кое што ни се случува се подароците. Тие вадат од своите ковчежиња злато, ливан и смирна. Што означува златото? Во тогашно време, во древноста, во древниот Израел, во древниот Исток, пред цар се оди со злато. Не може некој да дојде да го посети, поготово од друг народ, доаѓаат со злато. Царицата од Сава, кога дојде пред Соломон, му донесе злато. Златото отсликува величественост, сјај, богатство, вредност. И тоа е царството. И Бог се вели дека пребива во непристапна светлина, слава, величие. Исус е цар, цар на царевите, цар јудејски. Цар во небесното царство. И тоа кажува дека златото, дека Исус е цар и треба да му се поклониме. Ливанот е еден вид на темјан кој што шири благопријатен мирис, од него се правели исто и парфеми. Во Израелот толку се користи како молитвата на првосвештенството на свештениците, од темјанот кој што чади се изнесува, односно кон Бог, кон висините, чадот кој што оди. Молитвите и така натаму. Во суштина, и од овде главната порака идеја е богоугодниот живот, кој што ние треба да го живееме. Дали ти шириш благопријатен мирис во средината околу тебе? Дали така условно кажано, кога ќе ме намирисаат мене, луѓето уште повеќе ќе бидат привлечени, или ќе им станам одбивен со зборовите, со делата кои што јас ги ширам, кои што сите ние ги шириме. И од овде главната смисла е дека Исус Христос е пример за богоугоден живот. Тој ќе му угоди на Бог Таткото. Тој ја врши волјата на Бог Таткото. И на сите нас ќе ни даде или пример за богоугоден живот. И третиот подарок, смирната, е горчлива билка, од кој што се правеле балсами, масла и ги балсамирале мртвите тела, покојните ги положувале во гробовите. И тоа кажува дека Исус Христос покрај Бог зеде човечко смртно тело и дека неговата цел, задача овде, покрај богоугодниот живот и цар, сепак тој ќе умре. Сепак тој ќе го даде животот за откуп на верните. Така да, тоа е првиот дочек. Првиот дочек со кој што ние зимаме пример на тој начин и да го дочекаме Исус Христос. Вториот пример за дочек е од Ирод. Исто така Ирод го бара Исус Христос, демек да му се поклони, да го пречека, но неговата намера е да го погуби. Која е овде суштината и главната цел? Ирод се плаши за својата власт, за своето место.
сака тој да управува со своето царство. Времето во кој што се случува овој настан, Ирод е веќе околу 70-75 години, болен, при крајот, нели, веќе на својот живот, и тој се уште сака власта да се ја зачува. Тој имал отприлика околу 11 жени, исто толку и деца, половината од нив сите си ги убил заради закана на неговиот престол. Да не му се одземе, нели, престолот. Власт. Кој што знае да зароби власта. Да управуваш. Ти да си тој кој што по тебе ќе има надлежни. Односно, ти ќе бидеш над нив, а другите ќе бидат, нели, по тебе. Се, ние, нели, не сме на власт, повеќето од нас, но сите ние управуваме најмалку со нашиот живот. Кој со семејството, кој со нешто друго, кој што, нели, управува се. Бог ни доверил сепак некоја одредена власт во нашиот живот. И сега, во светлина на Словото, кој што денес го читаме, денес на нас не ни смета во овој вака украсен божиќен период, кога некој детенце се родило таму, макар тоа и Исус да бил, во јаслите му се поклонуваат и мудриците, и ние, нели, му се поклонуваме. Со сето тоа не би имале никој проблем, нели? Но ако тоа мало детенце порасне и сака да стане твој цар во твојот и во мојот живот, тој да биде на тебе, да ти кажува како да живееш, а ти да му бидеш послушен, тогаш настанува конфликт. Непријатно кај човекот. Затоа што во егото, во природата на човекот, на човештвото и со грехопадањето, своето јас сакаме да си биде на престолот на нашето срце. Ние си сакаме, како си сакаме, така да си живееме и си размислуваме и расудуваме. И разбираме ли тој начин на дочек, дека Исус сака да стане твој цар, мој цар, израелски цар. Тој да го раководи нашиот живот. Идејата е дека на човекот му смета кога Бог се замешува во човечкиот живот. Човекот сака да си биде цар на својот живот. Кога Бог се отелотвори, тој всушност се промешува во плановите, во идеите, во животите на луѓето. Тој сака да управува и да му го дадеме централното место во нашиот живот. Спремни ли сме да го дочекаме на тој начин Исус Христос или пак како Ирод? И третиот начин на дочек е дочекот на народот. Во третиот стих читаме вака: Штом го чутува царот Израел, царот Ирод, се вознемири и цел Ерусалим со него. За Ирод веќе видовме, нели? Но сега вели Ерусалим и народот цел се вознемири. Зошто се вознемири и народот? Пораката е дека луѓето не гледа на Исус, на едно бебенце, како на спасител. Не може спасител, ослободител. Тие очекува ослободување од римското царство, од римското робство. И едно бебе не може да ги ослободи. Треба тоа да биде силен маж, војник или император или цар, некој на кој што ќе може да сметат. И затоа на еден начин тие се вознемирија од тоа дека бебе треба да им биде цар или управител. Се вознемирија. И овде главната поента се очекувањата, кои што сите ние си ги имаме. Народот си имаше своји очекувања и сметеа дека Бог треба да го направи тоа кој што народот го очекуваше. Да дојде, да им каже: земете копијата, земете коњите и јуриш, ќе се ослободиме од римското робство. Тоа беа нивните очекувања.
И денес ние си имаме своји очекувања. Зошто треба да дојде, зошто е дојден Исус Христос во нашиот живот. И денес што треба Бог да прави за нас? Ние ќе си донесеме своји одлуки во нашиот живот, без разлика дали е тоа Божја воља или не, а Бог треба да постапи онака како што ние толкуваме и очекуваме. А вистината е дека Бог не игра според нашата свирка. Така, слободно кажем. Треба да ги преиспитаме нашите планови и очекувања дали се во согласност со големиот Божи план за искупување, за спасение, за управување и за се друго во животот. Драги браќи и сестри, што сакам да кажам со тие три начини на дочек? Сите ние се наоѓаме во некој од тие три начини на дочек. И тоа кој што сакам да се поучиме ова утро е да дозволиме Бог да постане твој и мој цар. Исус Христос. Тој се отелотвори за да стане цар над царевите. И затоа да не се вознемируваме кога Исус сака да го раководи нашиот живот. Да му го дадеме главното место на Исус Христос. Запрашај се, колкав дел Тој одлучува во твојот живот, колкав дел јас одлучувам или ти во мојот и во твојот живот. Во плановите. Погледни на Исус Христос како на цар, како на спасител. Спасител од гревот. Ајде малку да размислиме на зборчето спасител, како за крај. Општо е познато и во Словото Божјо Исус Христос е објавен како спасител на светот. Сега, за да биде спасител, за да има спасител, некој или човекот треба да се наоѓа во опасна ситуација по живот, нели? Која е таа опасна ситуација? Сите ние знаеме дека тоа е гревот. Исус Христос не спасува од гревот. Но што со гревот? Гревот дали е само нешто кој што Бог не го сака, се гнаси од него и нас не казно овде на земјата или не ни е нешто добро овде заради гревовите? Која е опасноста на гревот? Опасноста на гревот е дека душата човечка ја фрли во пеклот. Одно казната за гревот вели е смрт, втората смрт во огненото езеро во пеклот. И тоа место е опишано како место кое што гори со оган и сулфур. Сулфурот е хемиски елемент кој што повеќе го разгорува огнот. На друго место се спомнува чкртање со заби. Можете да замислите кога се чкрта со заби, под каква мака е човекот кога се чкрта со заби. Црв кој што не престанува, вечно тоа трае, нема крај. Гиена. Тоа во древноста во Израел било место трулеш, гнилеш, кај што ги фрлеле мртвите тела, ги палеле, ги гореле, додавале сулфур. Опасно место, кој што никој не сака таму да биде. И Бог го знае, тоа е во еден духовен свет. Не е во телесниот, материјалниот, физичкиот свет. Не можеме да го видиме, но сепак постои. И за да не отиде таму човекот, човечката душа, Бог затоа се отелотвори. Затоа се празнува Божик, Великден, толку величествено. Не само за да се создадеме една Божикна атмосфера, сите тие хорови, дечиња, песни, се што се спрема низ целиот свет, но затоа што се случи нешто величествено. Дојде Исус Христос за да даде откуп и да постане твој царот, твој цар. И затоа пречекај го со поклонување. Тоа го дава најголемиот стимул да му се поклониме на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нека дарот
ти биде твоето срце. Денес Исус не сака злато, ливан и Смирна. Златото е твоето срце и моето срце. Твоето и мојот живот, твоята и мојата волја. Нашата волја да биде подобна на Божјата волја, да биде она како што Бог сака. Затоа, радувај се со таа голема радост со која што се зарадуваа мудреците. 10 стих вели, а кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. Се радуваа мудреците на раѓањето Исусово. Затоа, нека биде прославено Божјото име во името на Исус Христос, сега и во сите векови. Амин. Ќе ве замолам да станете за молитва. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што Ти дојде во овој свет и се роди како бебе, како дете, роди се и во човечките срца, и во нас живеј и земи го, Господе, централното место. Во нашите срца, во нашите семејства, во нашата црква, во сите верни кои што се собираат во Твоето име. Те молиме, Господе, да Ти го дадеме централното место на Тебе, бидејќи Ти заслужуваш да бидеш прославен. Прости ни што често пати не Те пречекуваме на тој начин. И ние признаваме дека согрешуваме со мисли, зборови и дела. Те молиме и кога завршува овој Божјин период и влегуваме во секојдневиот, во работните денови, да бидеме пример за Тебе, поучувајќи се од Твоето Слово, дека ние живееме за Тебе, дека нашиот живот е поклонување, секојдневно поклонување на Тебе, Господе, преку примерот кој го даваме во животот, знаејќи дека Ти преку нашиот живот, насекаде, на работните места, дома, во комшилъкот, да бидеме, Господе, христолики и да живееме за Твоја слава и чест. Во името Твое се молиме, Исусе Христе. Амин. Празникот сигурно уште не подсетува. Може би дома имаме уште баклава, нели? И тоа не подсетува пак на празникот. И словото кое беше искажено, му благодариме на братот, уште еднаш не подсетува на тоа како Господ Исус Христос се роди на оваа земја и дојде за нас, дојде за Израел, но бидејќи Израел не го прифати, тој ја отвори вратата за сите нас. И таа врата се уште е отворена. Господ се уште чека за оние кои се уште не се одлучиле, за оние кои се уште не го предале својот живот на Него. Многу добро беше тоа братот што кажа, кога треба едно мало дете да ја превземе контролата над нас. Да ние се поклонуваме или да ние дадеме да тој управува со нас. Господ Исус Христос баш тоа го сака. Да ние предадеме се во Неговите раце, да тој управува со нас и да ние живееме по Неговите правила. Не по нашите. Не по правилата на црквата, не по правилата на некој друг, но по Неговите правила. Господ Исус Христос има своји правила и тој сака ние така да живееме. Ако ние не живееме така, значи ние не се поклонуваме пред Него. Ако ние продолжуваме да живееме по наши правила, значи тој не е наш господар. Ако ние некои извршуваме само обреди некои,
Христос не е нашиот господар. Мораме да обратиме големо внимание на тоа дали ние нашиот живот го насочуваме онака како што Господ Исус Христос сака. Да се преиспитуваме, да си го анализираме нашиот живот, нашиот однос секојдневен. Дали ние го вршиме тоа што е по Неговата волја и тоа што Тој го сака. Кога ние одиме на школа, таму го учиме тоа што учителот го предава и тоа ќе го научиме. И за многу други работи така е. И кога ние сакаме да го следиме Господ Исус Христос, мораме да го вршиме тоа што Тој го наложува на сите нас. Се што не е по Неговата волја, тоа е спротивно на Него. Тогаш ние Него го повредуваме, ние Него го разочаруваме, го навредуваме, затоа што не ја вршиме Неговата волја. Ние уште еднаш благодариме на нашиот брат за словото, па нека и тој ги носи поздравите од нас до црквата во Муртино, и нека биде се за слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. А сега ќе испееме песната број 89, Одојдете верни, радосни со восхит. Песната број 89.
Сега нашите деца ќе ни кажат стихчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата. Сега само още некои најави и со тоа ќе завршиме. Годината заврши и ние треба да видиме докаде сме стигнати финансиски. И затоа на крајот или на почетокот на другиот месец ќе имаме отчет и да знаете и секој кој планира да даде, се уште не има дадено, средства кои од срце ги определува и ги дава за Бога, можеме тоа да го направиме, уште имаме време, за да може благаникот да ја среди касата и да ни даде извештај за тоа што имаме добиено, што имаме потрошено и дали има нешто останато. Тоа се зависи од нас. Колку ние нашите срца ги ослободуваме и даваме за нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во Словото Бог вели: колку давате, толку ќе ви дадам. И затоа треба да размислуваме добро, како ние даваме, така и Бог ќе ни дава. Вика, кој богато сее, богато и ќе жнее. Кој сиромашко сее, така и ќе жнее. Тоа е Божје правило и затоа не треба да се плашиме, да се стегаме кога даваме. Бог тоа ќе го благослови. Како што вели некаде, 60, 90, 100 кратно ќе даде Бог, затоа што ние се поверуваме на Него, затоа што ние му веруваме на Неговите зборови. Тоа изгледа ќе биде некаде околу втори, не е конкретно, ама тамо некаде ќе биде. И следната недела пак од дома во 10 часот е утринската богослужба. Тоа е добро. Значи, во Муртено од 24 до 26 имате евангелизација и вратата е отворена за сите, нели? Не е само за Муртено. Значи, кој сака од 24 до 26 вечер од колку часот е? Од Кришез. Значи, од 6 часот ќе има евангелизација во Муртено. Кој сака може да биде присутен таму. Сега, за крај, ќе испееме песната број 1, а ќе го замолам братот да излезе, ќе даде благословот. Нека да се исправиме и да испееме песната број 1. И мирот Божи, кој што го надвишува секој човечки ум, да ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус, сега и во сите векови. Амин. Амин. Од службата завршена, од мене внимавајте по патот кога одите, да не се лизнете, да не паднете.